Не си спомнувам дали потоа цел еден век си рековме каков било збор. Молчевме како занемени, опфатени од струјата на големата вода. Големата вода како далечно ехо, како во сон, чудесна пак се јави. Проклет да бидам. Доаѓаше. Се колнам, ништо немаше изменето во неговото срце. Тоа беше истото, кетенско. Тука беа и пријателството, и љубовта, и другарството, и погледот на пријателот, и смејата, неговата смеја, желбите и вербата во големата вода, вистината за Сентерлевиот рид. Проклет да бидам. Постоел тој рид со сонце, со златни магли, со вечни магли. Добриот сон пак се јавуваше, желбата за слобода и Сентерлевиот рид ништо не можеше да ја уништи во нашите малечки срца. Во нив имаше многу љубов, пријателе. Проклет да бидам, љубов. Насекаде наоколу беше големата вода, се колнам. Тоа беше единствено што ни остана од животот во домот. Што можевме поголемо, поубаво нешто да имаме? Доаѓањето на големата вода. Не запомнав друго место каде толку бргу умира детството. Проклет да бидам. Ако постои некое друго место каде што толку бездушно се закопува детството. Детството, најубавиот цвет на животот, исчезнуваше како прецутена глуварица. Проклет да бидам. Никој не знаеше каде отидоа деновите на детството. За 2-3 века, колку што бевме во домот, за тоа кратко време, јас чувствував дека сите ние остаревме за многу илјади години. И сето дојде само еден единствен ден, најстрашниот, најубавиот ден во домот. Проклет да бидам. Само еден единствен ден. Ја живеевме тешката голема зима на 1949 година. Беше мошорлив, студеникав ден. Дуваше северен ветар, носејќи лути, црни снежинки што касаа како штрчни оси. Целиот тој ден како родилка се мачеше времето. Пискаше северниот ветар, најлуто ја швркаше земјата, предметите. Чудно е тоа што понекогаш во еден таков миг и времето и се друго можеше да биде против вашето срце, точно како во приказните. Префрлавме дрва, некакви сирови цепаници, само што беа исечени од планината. Животворната сок им беше претворена во мраз. Проклет да бидам, за да не спасат од студот, од долгата, од страшната зима. Ветрот како улав навлегуваше во внатрешноста на домот и правеше вестинска пустош. Понекогаш, за да можеме да спиеме, за да се затоплиме малце, се плашевме да влеземе во постелчињата. Пред легнување приредувавме големи борачки, што неретко се претвораа во вистински, во крвави тепаници. Децата едно со друго како звериња се давеа. Човек како ништо можеше да остане и без очи, и без рака, понекогаш и без глава. Зборувајќи ја вистината, тој ден не беше толку лош и непријатен. Цел ден со нешто бевме зафатени, што се вели, нешто работевме, бевме растрчани, раздвижени, беше топло. Проклет да бидам. Тоа беше среќа. Луѓе мои, работевме, растоваравме дрвја, ги носевме од едно на друго место, ги сечевме, ги средувавме, правевме секакви мајстори. Од некаде беше донесена и висока, убава печка за нашата соба. Тоа беше весело, проклет да бидам нешто. Вистински работевме. Крвта во жилите течеше, тоа веќе беше некакво чувство. Најпосле нешто работевме што подсеќаше на животот. Во пренесувањето на дрвата и општата џагорливост, ќејтеновиот син успеа да прикраде едно дрво. Со ова свое недобро дело тој беше мощно задоволен, дури среќен. Проклет да бидам, светеше. Сигурно смислил некаква маѓија, помислив, инаку не верувам дека би се осудил на слично нешто. Зашто друго можеше да му треба тоа дрво, ако не за некаква ѓаволштина што му светнала во главата? Можел некој да те види? Треперев. Можел некој да го види тоа дрво како што го видов јас?
Не, биде си без грижа, малечок, рече пресреќен, како повторно роден. Видел во очите му беше целото видело од небото, нешто силно, големо имаше во себе, се колнам. Во домот беше можне опасно да те фати човек во кражба. Некои одвој чекаа да те видат, па бргу да те подкажат на управата. Предавството цутеше во домот. Се повеќе и повеќе предавството стануваше примерна карактеристика. Проклет да бидам. Предавство, карактеристика. Немаше друг збор за сева оваа дејност, освен гнасотилак. Малите срца не ги полнеа со гнасотии. Неколку од децата, како Методија Гришковски, Соколе Фрутовски, Стојче Ивановски, Мирчевски, Ставревски, некои си Каменовски, Огненовски, некоја Слободанка, една се викаше Добрила, потоа Виолета Донеска, сите тие станаа вистински никаквеци. Подскажувањето им стана дел од животот. За се како гладни кучиња душка, во се и се што се загледува, за се имаа свој реферат и право кај татенцето, кај другарката Оливера Срезовска. Често се случуваше некој од тие врази просто да измисли слична игра, да си постави некоја стапица, да ве фати и така убаво на самото место што се вели да ве предаде. Пишувањето и доставувањето на реферати од таков карактер особено многу се ценеше. Не заборавете, пријателе, се работеше за живот, за иднина. Од сета администрација, ако за нешто се водеше грижа, тоа беа карактеристиките и овие реферати. Рефератите ни беа полни со цвеќе, а наоколу никнеа трње. Проклет да видам. Трње. Доставувањето на реферати во секој поглед имаше предност над секоја друга работа. Оној што во тоа беше најагилен, што најмногу се истакнуваше, можеше да стане командир на оделение, одговорен за секција, дежурен во кујната, надгледувач, можеше да биде меѓу првите при јадењето, што не беше малку важно. Со еден збор, таквите другари во се предначеа, беа наградувани и привилегирани. Јас и сега во сигурност не можам да тврдам кој беше тој црвец што толку многу ги подјаде детските срца. Гладот ли, стравот ли, казните ли, секојдневните понижувања, студот ли, можеби оценката за карактеристика, можеби стројот и тој проклет зид, а можеби се заедно, но од сето тоа едно беше јасно како ден. Подскажувањето, кукавичлокот и злобата почнаа да цутат во домот како ранкомпир. Секој од секого се вардеше, секој од секого бегаше, се затвораше во себе. Проклет да бидам, се затвораше. Ако некој те видел, го предупредував, ќе биде страшно. За прикривање, за кражби, ја знаеш казната? Но тој веќе не ме слушаше. Не беше тука, веќе беше отпатуван. Беше попусто да му се говори. Видов, немаше збор за неговата преголема среќа. Сите тие денови, за сите тие лоши зимски денови, колку да беше времето проклето, се едно дали дуваше северен, мразовен ветар или паѓаше голем црн снег, јужен, Ќетеновиот син се крадеше од домските простори и се едно со своето дрво се прикриваше во некоја дупка, во некоја темница. Проклет да бидам, за да може непречено да работи, слободно ете. Се едно какво беше времето, се едно каков беше ветерот и снегот, може 1000 бури да зафатат сега. Него ништо не можеше да го оддели од неговото дело. Тој упорно издржуваше во својата таинствена работа. Иако не знаев што работи, јас знаев дека работи нешто радосно. Целото негово суштество беше исполнето со таа блага светлост. Се колнам, тој тогаш беше во некој друг свет, незамислив, далеко од домот, далеко од сите тие сплетки и грдости. Очигледно беше на пат кон нешто убаво, магично, единствено. Проклет да бидам. Единствено. Треперев за неговото здравје, воопшто за неговиот живот, проклет да бидам. Ако не го видат денеска, ќе го видат утре, задутре. Тие се неуморни во тоа, ќе го надушат. А и самиот со секој ден стануваше се поневнимателен, се позанесен од работата. Што работиш, Ќејтенов сине? Го прашав еднаш тихо на овце.
Исто така тихо на овце ми одговори: работам нешто што не се разбира така бргу, малечо Клеме. Нешто што не може да си замисли твоето умно главче, момче. Секогаш се враќаше премрзнат во спалната, рацете му беа коткосани, црвени како рак. Но беше среќен. Не му студеше, проклет да бидам. Тоа што го работеше како да му беше оправдание за сиот студ што го изел. Со укање си ги затоплуваше оти, што ти од болка сами му прска очите. Тој се смееше, проклет да бидам, се смееше. Што можеше тоа да биде, со часови премислував. Ќетеновата тајна секој ден се повеќе распалуваше љубопитноста на мојата млада и неопитна душа. Што можело толку многу да го излуди? Потоа, секогаш кога ќе си спомнев точно на овие денови, сватив, има толку многу нешта што брзо не се разбираат, не се даваат со голо око. Толку прекрасни нешта скриени се таат во предметите околу нас, чекаат на нас, а ние слепо газиме на нив, ги ништиме тие мали, незабележливи и неповторливи нешта, без друго, бездушно ги сакатиме. Но за тоа, како и за се друго радосно, големо во нашиот живот, дури подоцна дознаваме, дури на крајот. Тогаш дури ни се отвораат очите, велиме: о, како сме прелагани, пријателе. Тогаш крај му нема на нашиот очи, предоцна, пријателе. Проклет да бидам. Така беше и овој пат. Најпосле, ќетеновиот син беше фатен на дело. Сигурно тоа можеше и да се очекува. Очигледно беше неговото отсуство, Господе. Колку беше тој внесен во својата работа, во тоа дрво, се чинеше немаше ништо повредно за него од тоа дрво. Сигурно некој го видел како се мушка низ дворот, му го пронашал скривалиштето, деноноќно го демнел. Но најчудно беше нешто друго. Најчудно беше содржината, податоците за сета таа работа што стоеја во рефератот на Методија Гришковски. Проклет да бидам. Реферат. Тој со неверојатна педантност, до ситници, со денови, со дати, со опис на временските прилики, мошне стилски, уметнички, како некој роман, како на тоа да работел целиот живот, го имаше приготвено рефератот за ќетеновата злоупотреба. Се колнам, беше се забележано од првиот ден, од часот кога ги растоваравме дрвјата, нашиот разговор, капутчето, распараниот астар на капутчето, пазувата каде го крил дрвцето, местото каде што работел, местата каде што ги закупувал делканиците како факт, ножето со кое копал по дрвото, се имаше во тој реферат, се возможни глупости. Проклет да бидам. Делканици? Прекрасно, прекрасен реферат, се восхитуваше татенцето, другарката Оливера Срезовска, само што не се расплака од се срце. Со пламени зборови го пофали другорот Методија Гришковски. Тоа е вистински реферат, рече. Еден ваков реферат би била чест за многумина наши постари другари. 100 вакви реферати и победата е наша. Занесно продолжи татенцето, како во дует да говореа со другарката Оливера Срезовска. Тоа е успех за целиот наш колектив во секој поглед, искажа татенцето, а во тој миг Оливера Срезовска даде знак за аплауз. Проклет да бидам. Аплауз. Го поздравувавме нашиот истакнат другар Методија Гришковски. Мајмун. Проклети мајмуни, сакав да викнам. Кутриот Ќејтен. Кутриот мој пријател Исак Ќејтен, Ќејтеновиот син. Тој беше виновникот, тој беше одделен, беше изваден настрана од сите насводно ќоше. Ја чекаше својата казна, своето понижување кое со ништо не го заслужи. Попусто сите месеци беше толку примерен и вреден. Маската падна, рече татенцето со победоносен тон, како да го чекал само овој миг. Маската падна, повтори. Камуфлажата не трае долго, како пудрата што кај нечесната жена се брише. Уште спореди татенцето, како пудрата што не може да го прикрие лицето на нечесната жена. Додаде некако деликатно и искусно. Секој оној што посегнал кон нечесно дело, далеку не ќе втаса. Потоа рече така,
сурово, строго, познато. Запомни, му рече свирнувајќи му двеколку за почеток. Силата на колективот е огромна, запомни го тоа проклето момче, и му ја свирна третата. Што да запомнам, Аритоне Јаковлевски? Праша ќетеновиот син, како воопшто да не беше тепан. Тоа беше негова најголема грешка. Проклет да бидам. Никогаш не издржуваше при слични неправди. О, Боже, по толку ука, по се, тој пак се осмели да праша. Аритон Јаковлевски, Оливера Срезовска, воспитувачите, учителите зинаа од чудо. Каква дрскост! Како да не поверуваат, и тој решителен, јасен глас доаѓа од ќоше, од она место каде што беше ќејтеновиот син. Управителот избезумено се сврти кон него, праша: уште отвораш устото, скоту? Изусти одвој задржувајќи ги милионите тони без. Но сега и ќејтеновиот син како да беше решен да оди до крај. Проклет да бидам. Крај. Сосема мирно, но со оној решителен, јасен глас одговори: сакам да запознам Аритоне Јаковлевски. Непопустливо рече ќејтеновиот син, подигнувајќи главата од душемето, смело, дрско загледувајќи се во очите на силниот управител. Аритон Јаковлевски, како малку да позастана, како да не разбра, некако неодредено погледнат му залута по салата, а потоа се закова на оној зид каде што висеше домскиот часовник. Часовникот веќе одамна не работеше. Се наоколу беше глуво, застанато. На секој предмет паднала голема неизвестност и чекање. Така, процеди татенцето, го грабнал на дрво и немо од лутина се упати кон ќејтеновиот син. Ќејтенов сине! Го довикнував ли се, молев ли, ја скрив главата под клупа за да не видам, за да не верувам. Збогом, ќејтене, прошепотев. Збогом, мел пријателе. Мислев дека дошол часот на разделбата. Проклет да бидам. Разделба. Никогаш не ќе разберам што се случи со нашето татенце. Никогаш додека сум жив, чинев, не ќе разберам како ветар удри во неговото срце. Наместо очекуваниот гром, наместо веќе познатата постапка, тој само праша: зошто си крадел, ќејтенов сине? Прв пат го нарече со неговото име, ќејтенов сине. Ќејтеновиот син исто така беше изненаден, очигледно збунет. Тивко промрморе: не сум крадел, рече. Ништо не сум украл, другар Аритоне. Како не си крадел? Рече строго. Еве си крадел? Му го покажа на дрво. Кога ќејтеновиот син би можел да признае, кога навистина ќејтеновиот син би признал такво нешто, може би старчето и би му простило. Но ќејтеновиот син не признаваше. Рече: никогаш не сум крадел. Одговори, нишнувајќи главата нагоре на свој начин, и јас со сигурност знаев дека никогаш не крадел и нема да се обиде. Никогаш не си крадел? Тоа повторно го разбесни татенцето. Ти си жив Арамија, ти си роден Арамија, разбойник. Не се памети ране некогаш од некого да украл. Не без гордост рече ќејтеновиот син. Сега прв пат од кога бевме заедно во домот го спомна името на својот татко. Ране Ќејтен. Потоа додаде: не се памти некој од ќејтенскиот род некогаш да крадел, Аритоне Јаковлевски. Гледаше право во неговото лице, како чист, праведен човек. Ти си проблем, Ќејтен, промрмори татенцето. Голем проблем. Тогаш што си сакал, врашко момче, да направиш со ова дрво? Ќејтеновиот син не одговори веднаш. Како фатен во стапица ја наведна главата, помолче. Се чуоти тивко, болно липа. Господе, Ќејтен плачеше, одвој поземаше душа, како да не му достигаше воздух, се давеше. Тоа траеше неколку векови, проклет да биде, милиони векови. Се така со глава кон душемето, како вистински крадец, тихо, немочно одговори: сакав да направам мајка, шепна ќејтеновиот син. Проклет да бидам, токму тоа, мајка.
Во училната настана чудна тишина. Во мигот сите се свртија кон дрвото што беше во рацете на Аритон Јаковлевски. Господе Боже мој, тоа веќе не беше дрво, проклет да бидам. Тоа беше мајка. Прв пат и татенцето остана вкопан на место, спунет, потресен, без одговор. Се колнам. Не престануваше Кетеновиот син, о Боже. Никогаш не бил таков. Се колнам, Аритоне Јаковлевски, тоа е мајка. Децата како под команда стана од своите места. Сите очи жедно беа свртени кон тоа дрво. Мајка. Очигледно збунето рече татенцето. И луѓе мои, луѓе златни, проклет да бидам, толку нежно го доближи тоа дрво до своите очи, почна некако чудно, долго да го гледа. Луѓе мои, се колнам, тоа беше мајка, вистинска мајка. Видовме како рацете на татенцето попуштија, се занишаа. Луѓе мои, се колнам, рацете на татенцето беа слаби. Видовме, влезе во него водата, го однесе, не вадејќи го погледот од тоа чудно изделкано дрвце на полуглас, како за себе повтори мајка. Па погледна во ќејтен, во сите нас, направи нешто што никогаш не можевме да го замислиме. Нешто што не ќе може да се раскаже со најубави зборови во својата целост. Вистина, но нешто што мора да постои, што го чува човека од најголемиот мраз, нешто што неискоренливо мора да живее во човекот, во секој човек, го подигна уште еднаш дрвото до своите очи и со глас што дотогаш не го имавме чуено из усти, зар толку часови по снег, зар толку денови на студ, зар толку здрав, промореше Аритон Јаковлевски. О, ѓаволски деца, толку снег, толку студ, се едно повторуваше татенцето, како избезумен, како однесен, проклет да бидам, однесен. Кетеновиот син молчеше, сите ние молчевме. Се колнам, само нашите очи, нашите погледи исто така тивко му говореа. Да, татенце, толку студ, толку снег, толку здрав. Ништо тоа не е кога се има мајка. Не студи, татенце, не боли кога се има мајка. Да, рече тој, разбирајќи ги нашите погледи, нашите срца, и проклет да бидам, сосема нежно, внимателно, со тресливи раце, му го подаде дрвцето на Кетеновиот син. Држи, Кетенов сине, му рече со мак, со слаба болна насмевка, што потоа брзо му згаста на жолтото мустаче. Држи, тоа е твое Кетене. Проклет да бидам. Никој не знаеше што се случи со татенцето. Се колнам, никој не знае што се случува со човековото срце. Тој ден сите деца одред, сите ние остаревме за многу години, за многу векови. Кутлиот човек, самиот се казни за се во домот. О, неразбирливо човеково срце. Проклет да бидам. Ако за некого во животот повеќе сме се молеле на Господот колку за нашето татенце, за нашиот стар управител на домот, другарот Аритон Јаковлевски. Во Охрид 1966-1971